1526 година турската војска под команда на султанот Сулеман I по победата над унгарците во Мохачката битка успеа да го заземе Будим, кој стана седиште на Будимскиот пашалак, провинција на Османлиското царство во наредните 150 години. На денешен ден во 1721 година Шведска и Русија со подпишување на договор за мир ја завршија големата Северна војна, започната во 1700 година, во која рускиот цар Петар Велики ги победи швеѓаните со што доби излез на Балтичкото море. Во 1839 година роден е американскиот филозоф и логичар Чарлс Сандерс Пирс, основач на прагматизмот. Верувал дека идеите најмногу можат да се испитаат со истражување на последиците кои ги предизвикуваат. Пред точно 120 години на денешен ден во Велес е роден Алексо Демниевски Бауман, македонски борец во Шпанската граѓанска војна од 1936 до 1939 и во Нов на Македонија од крајот на 1944 година. Во 1910 година во Прилеп е роден Мирче Стојанов, учесник во национално-ослободителното движење, член на Президиумот на АСНОМ, председател на Народното собрание на Народна република Македонија и еден од основачите на архивистичката служба во Македонија. На овој ден во 1914 година роден е американскиот филмски режисер Роберт Вајс, добитник на 2 Оскара. Вајс кариерата ја започнува како монтажер во филмовите Граѓанинот Кейн и величенствените Амберсонови на Орсон Велс. Во 1917 година во Скопје е роден Драган Ташковски, истакнат македонски историчар, публицист и општествено-политички работник. На денешен ден во 1919 година во близина на Париз склучен е мировниот договор меѓу Австрија и победничките сили во Првата светска војна. Мировниот договор формално ја потврди пропаста на австро-унгарската монархија и на Австрија беше забрането да се здружи со исто така поразената Германија. Со договорот е признаено кралството на србите, хрватите и словенците. Пред 100 години на денешен ден во Париз излезе првиот број на весникот Македонско дело, орган на ВМРО Обединета. Излегуваше и во Берлин и во Виена. Главен уредник беше Владимир Поптомов, а во редакцијата беа Димитар Влахов, Јордан Атанасов, Дино Косев, Т. Рилски и други. Ги спроведуваше идеите што беа во основата на Мајскиот манифест, борба против режимите на Бугарија, Југославија и Грција. Во 1944 година во ослободениот Париз, генералот Шарл де Гол, водач на армијата Слободни французи и на деголистичкото движење, ја формира првата влада на новата Четврта Француска република. На денешен ден во 1976 година се судрија 2 патнички авиони, Trident на британската компанија British Airways и DC-9 на тогашната југословенска компанија JAT. Сударот бил на висина од 10.000 метри северно од Загреб. Загинаа сите 176 лица во двата авиони. Во 1981 година сликата Герника на шпанскиот сликар Пабло Пикасо е вратена во Шпанија. Насликана е во 1937 година по нацистичкото бомбардирање на градчето Герника во Шпанската граѓанска војна и од 1939 година беше во Њу Јорк. Пикасо оставил аманет Герника да не биде вратена се додека неговата земја не стане демократска држава. Во 1993 година израелскиот премиер Јицак Рабин во Ерусалим го потпиша официјалното израелско признавање на Палестинската ослободителна организација. Церемонијата извршена откако премиерот Рабин го доби писмото од лидерот на ПЛО Јасер Арафат со кое се признава Израел, како и копијата од другото писмо на Арафат во кое тој повикува на крај на интифадата.